кадри како што се Гордана Силјановска. Види, ова е многу комплексно прашање, сега треба да ми дадете неколку минути да пробам да го објаснам убаво. Затоа што ова ми се, например, теми кои што дугачко време сум ги истражувал, сум објавувал книги, но и теми кои што ми се стари. Книгите се објавени пред известно време. Црни страници на Удба се првиот серијал 2016, вториот на у договор со Груевски 2017, тоа се 30 тома. У утрешната Север команда објаснува малку подетално како дојде до се тоа, можеме и вечерва. Суштината е што минатата недела кога збореше Љупчо и се спомнаа некои имиња на луѓе кои што се представуваат како основачи на партијата, како доајени, како нели оние безмалку како носители на или днеска споменица се представуваат. Муаветот беше нели спомнати некои имиња, имаше реакции. Реакциите беа прилично несмасни и прилично неурамнотежени, со оглед на тоа што луѓето што реагираат треба да знаат дека некои од нивните семејства навистина биле доушници. Тоа што они успеале на Љупчо или на Груевски или на Мицко, ова со Мицко ми е мене доста сомнително, ќе кажам подоцна зашто. Тоа што они успеале со овие двајца да евентуално да играат на незнаење или на неискуство и да се пласираат, да створат нели одредена позиција од која што ќе направат и бенефити, нели дознавме и дека се исповработени во државни администрации и така натаму. Тоа е окей, меѓутоа мене кога ме прозива треба да знае дека јас документите ги имам проучувано, ги имам средувано во црни страници на Удба и ги имам видено. Јас имам една како да кажам специфика. Ја не зборувам на памет. Значи не земам да фаќам некој да го тегнеме сега по емисии, да го прозиваме, да се изживуваме и така натаму. Зборувам, а го сум прочитал и ме го кажувам името. И меѓу другото, бидејќи тоа беше нели околу овој одресен, и јас ги најдов документите. И ако ги спомнувавме, нели тогаш со Љупчо емисија ги спомнавме општо, не навлеговме во детали, меѓу време документите ги најдов. Затоа што тие точно знам у која кутија стоја. И можеби они, бидејќи соработниците на тајните служби сметаа дека се заштитени. Полицијата никош не ги издава своите соработници, односно тајната служба. Проблемот е што нивните имиња се појавуваат у досијата на жртвите. Така у досијето на Драган Богдановски се појавуваат стотици имиња, меѓу кои и на други што биле следени, значи јадрата кои што се формирале крајот на 80-тите години, тој зародиш на некакво групирање околу Македонија, Обединета Македонија, отцепување на Македонија од Југославија и така натаму. И агилноста на службите, значи службите биле многу присутни, многу жестоки, инфилтрирале луѓе и луѓето ги давале извештаите, така што често во тие извештаи се наоѓаат многу имиња. И тие имиња јас ги открив и ги објавив. Значи, тоа што комунистите од 2017 направија се за малку да бидат достапни тие книги, да стојат повеќе затворени, заклучени некаде и да ги нема многу по книжарници, тоа сега не е мој проблем. Инаку се договоривме тогаш со Груевски, се донесе одлука на влада и се дистрибуирани црните страници на Удба низ градските библиотеки во Македонија, од каде што дојдоа. Значи имавме ние одлука секоја градска библиотека да добие комплет. Меѓутоа пола од библиотеките не дојдоа да се ги подигнат книгите, јас немав како да им ги доставам. Немаше сега и дистрибуција да им бидам. Битно имавме одлука бесплатно примерот да добијат. А испечатени? Испечатени се. Ама не беа доставени. На тие библиотеки што дојдоа кај мене во архив, им се дадени бесплатни примероци. Зборуваме Милош за едиција како масава. 2 метра. Добро, под прашање, у таа едиција што велиш ти, значи црните страници од Удба, овие документи кои што денеска ќе ги читаме ги нема? Да, ги има. Ги има? Ги има некои или сите, ја точно не знам затоа што државниот архив чува 630.000 страници. Значи не зборуваме ние за 10-15.000 страници, збориме за 15.000 досиеа кои што се предадени на трајно чување
Значи тие не се тајна. Они немаат степен на доверливост. Тие се предадени на трајно чување во државниот архив како историска граѓа. А согласно на Законот за државниот архив има право се што чува да го објави. Сега делови се објавени. Тоа се стотици илјади страни. Нешто може и да не е објавено, меѓутоа сето тоа е достапно, сето тоа може да биде на увид и јас се залагав, бидејќи сега ние не можеме да објавиме книги 630.000 страни, колку тоа 20 метри. И има таму и небитни работи, има дупликати, има пописни листи, што знам, не е се од некаква значајност нешто откриеш, има и глупости. Идејата беше, сите 630.000, мојата идеја, која што не е остварена, затоа што не им одговара на политичките структури, и мислам не им одговара на ниједна од политичките структури. Сите 630.000 страници да се скенираат и да се објават отворено со регистар онлайн. И секој што сака да истражува, да си погледа онлайн и да си најде што. А тие заврши онлайн на крај? Не се онлайн. Не се онлайн затоа што лимитирано беше, не знам по колку, по 300 примерока се испечатија. Има доволно книги, кај завршиле, што било, како било, ја не знам. После 2017. Меѓутоа, додека јас бев по архивот, книгите се печатени, дистрибуирани, има доста луѓе што ги купиле, ги купувала и македонската емиграција и така натаму. Ајде, средете.